Па ги очекуваат оние 15 минути на полувремето победа. Тодоров остава за Стојковски. Еве двојна комбинација, има позиција за шут и 1:0. Садик ја користи првата невнимателност во одбраната на екипата на Арсими. 38 минута, Тиквеш победува со 1:0. Садик со својот трет гол во шампионатот. Девети негов надпревар оваа сезона во дресот на Тиквеш. На втората статива може да биде убаво и да видиме. Што велат судиите? Има погодок, Каси поигра со конструкцијата на голот оваа топка, но сепак завршува во 41-та минута. Одново Садик сега со глава. Имали можност да се упати удар Гафури и натаму Гафури. Еве уфрлање, имали можност за двојна комбинација? Не. Излегува надвор од 16-тникот Шефити и сега од втор план изблокиран ударот, меѓутоа стигнува до Шефити за намалено водство 2:1. Една одбиена топка, да видиме реагираат фудбалерите на Тиквеш, но се е чисто. 48 минута, 2:1. Мислам дека ова веќе 10-ти удар, конечно мал допир со тревата. И еве сега се укажува нова шанса. Ајде да видиме. Може ли во своето второ обид проигрување? Има ли ситуација? Оди лево, шут и прекрасен погодок на Ивановски. Како се ослободи од еден навистина тежок агол. Успева Ивановски во 54-та минута да го врати водството од 2 разлика. Многу комбинации, меѓутоа и натаму без позиција за сериозна закана, за шут кон противничкиот гол. Игнатов за момент и да видиме. Одлично ја користат оваа ситуација. Шефити, ќе видиме уште еднаш намалуваат на 3:2. Иако е финиш на надпреворот, но и тие направија неколку замени, па имаат одредена свежина во составот, особено Рамадани. Ево го Рамадани успева да мине само за момента, меѓутоа еве сега ситуација за шут и прекрасен погодок. Прекрасен погодок и одново Шефити, па дали е ова можно? 87 минута изранување на 3:3. Дали ова и последната надеж за комплетен пресврт? Ќе биде тоа една реткост за македонски услови или за условите во македонскиот фудбал и она што го гледаме, да се стигне од 3:1 негатива и се направи пресврт, а може да се случи и се случува. Каква грешка одново од одбраната и да видам само од втор план нов влезениот Таипи. За 4:3, 94-та минута. Таипи за комплетен пресврт и како сега публиката разочарана го напушта веќе стадионот. Ги доживува најтешките моменти откако е игра 11-та сезона поред во прволигачката фудбалска конкуренција. Знаете, дебитираше во 2015-16 сезоната, кога ја освои 6-та позиција. Еве шанса сега за Башкими, води фаворитот, но ако нема офсайд, Алексовски беше стрелец, ама подигната е раката на Качевски и на неговиот втор помошник Климент Ристовски. Мислам дека е 1:1 со Арсими. Да видиме. Гол. Да го изедначи резултатот, меѓутоа останува тоа 1:0 за Башкими. Офанзивна задача сега и за Зука. Еве го оди напред Зука. Одлично се ослободува Ворнио, тука и Симоновски 2:0. 27 минута. Оди во офанзива Андреј Ричков. Центар шут веднаш на Андреј, тука е пред Шуку. Добро поставен Зука, па сега уште еднаш Шуку. Марио Ричков и да видиме сега што е покажано. Бараат играње со рака. Фудбалерите на Шкупи добиваат пенал за Шкупи. Шкупи има шанса за 1-2. Да, многу сигурно, прецизно. Шуку погодува и
му личина и сега убаво. Ајдоан за Алиби, голема шанса за Аворнио, шанса Аворнио, 3-1. Аворнио, гледате, се извинува, реков. Личина, убава топка за Алексовски. Повратно за Хаджич, Алексовски, Хаджич, Симоновски, еве го Хаджич, чиста шанса за 4-1, Хаджич и 4-1. Спахил не успеа таму да спаси оваа топка, подошно Адили, а Хаджич го постигнува. Одличен потек сега при овој прием, да видиме продолжение. Трајков, цична позиција. Од самата гол линија таму Баркас успеа да интервенира. Ова беше изворена комбинација за домашниот тим. 10-та минута над преворот. Се уште трае акцијата, меѓутоа одлична беше шансата на Трајков. Совладан го гостинскиот голман. Ево тоа проигрување, Христов по додавање од Талаков. Меѓутоа Пецов немаше проигрување со Поп Златанов. Поп Златанов е новиот капитен по оваа серија измени и да видиме голема шанса е за гостите. Одбрана на Василев. Играч број 1 на надпреворот Гереро имаше меч топка 87 минута од надпреворот. Подобро од овој не можеше да очекува, меѓутоа не совладлив е изворедниот на голот на работнички Васко Василев. Велковски, сега Кадрију. Ангелов, добра позиција за домашните. Зворена ситуација, мисля дека Михаил Димитриевски, убаво се ослободи таму, влезе во 16-никот и она што го има фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров пред малку, со тоа што овој пат немаше интервенција на голманот, го имаше работнички. Доста фудбалери во бели дресови, кај пеналтикот, еве шанса 1:0. Наумчевски со број 6, 0:1. Кај Струга го нема репрезентативецот Бојан Илиевски, кој е повреден и не е во комбинација за денешниот надпревар. И сега да видиме Стојанов, 2:0. 8 минута, каков шок за Струга. Стојанов втор пат да е стартер на ова првенство. И сега невнимание на Илиевски. Зенку реализира 11-та минута, 1:2. Каков меч во Струга. Неверојатен почеток на мечот во Струга. Факт. Добро се движи. Факт. Голема шанса. Факт. 1:3. 20-та минута. Неверојатно што се случува во Струга. Трет гол за Брера во само 20 минути игра. Факт. Запишува погодок за Факт. Буњамин Шабани. Воша. Бојку. 45-та минута. Каков гол на Бојку. 2:3. Какво голчиште. Важно. Стојанов. И сега се обидува да префрлат играта на спротивната страна. Таму е Михаилов. Михаилов краде топка. Михаилов и натаму. Факт во позиција за гол. Факт! 2:4. 60-та минута. Колку
проблеми во играта од одбраната на Струга. Факт, запишува. Измина 19, поточно 18 минути, ке во теке 19-тата во Крато, имаше шансе, меѓутоа резултатот се уште оној најнепопуларниот 0-0. Сега Алич, па центар шут на Додев и 1:0. Да, добро реков, центар шут, не верувам дека сакаше да погоди на ваков начин Додев и еве го гледате стрелецот на првиот гол, 9 сојузник Јовчевски. Уште една контра сега, доста пропуслива одбраната на Битолчани. Повторно е Додева ситуација, повратна топка, Додев не стигнува ниту Алич, ниту Пиреш. Пиреш сега само за да ја продолжи акцијата. Тимовски центрира, удар на Донов и еве го до Донев и втор гол за Додев. Гледате еден негов стил на радување. Играта добија топка Белич, Крстевски за Ивановски, на доста кандидати за клупа кај Битолчин. Еве конечно во 16-никот прв пат и еве погодуваат сега гостите. Стефан Спировски како најава за она што го подготвува Милан Стојановски од клупата. Гледате, прв пат се најда офсет Говедарица, добар потек на Говедарица, уште еднаш добра финта и еве го третиот погодок за нови +2 и за најверојатно решавање на овој меч. Еве измената на Васовски, обично се вели ја погоди, а тоа е така во 87 минута. Битолчанецот кој што ќе надмина, веруваме, повредите и ќе игра се подобро. Добра топка за Мато, успеа да сврти, шанса и он не успеа го Мерагич. 24-та минута од надпревод, мора да внимава екипата на Шкендија при вакви ситуации. Ова е добра позиција, некаде 25-6 метри, Ибраими бие и одлична интервенција на Давор Талески. Ги подели аплаузите, 31 минута од надпреворот. За честија обидите на Шкендија, секако Тамба, голема шанса, нема гол и два пати бие фудбалите на Шкендија. Ова треба да се види уште еднаш, некој таму од одбранбените играчи на Вардар, не видов дали е Најдовски, спаси гол од гол линијата, потоа одбрани Талевски. Но е 31 минута, двојна шанса за екипата на Шкендија. Добар центар шут и интервенција таму на одбраната. Што вели судијата, дали ова удар од 11 метри? Искрено не видов, но веројатно ќе можеме да видиме. И успеа да го совлада ладнокрвно Гаје, се фрли во на левата страна. Бабунски некако по средината пласираше 49-та минута над преворот. И Вардар доаѓа до предност. Невообичајно лесно, неочекувано, меѓутоа по оној кикс и игра со рака на Тамба. Джак бара простор, има добар шут, но предалеку беше и немаше позиција. Да видиме Крстевски, ево го се Ибраими, 1-1. 88 минута од надпреворот, еве колку малку треба за екипата на Шкендија. Казнети се сите оние нерешителности на фудбалерите на Вардар, кога има можности во... И осет. Не важи голот, не важи ни ова што се израдува фудбалерите, стручниот штаб и навивачите на екипата на Шкендија. Влегуваме во 90-та минута надпред. Еве зошто. Значи во оваа ситуација тука